Hi MTV, this is my crib. Кај сте бе карамфили еваго? Денес сум тука во мојата поранешна детска соба во Прилеп. Да, за тие што не знаевте, fun fact, јас сум од Прилеп. Во оваа соба јас сум ги поминала првите 18 години од мојот живот. Нормално, имам еден куп ствари што сакам да ви покажам. Сега, нема да биде ова класично рум тур видео, можда понатаму во иднина тоа. Ама така издвоив некои ствари. Имам една многу златна фиока под овој кревет, што сакам да ви ги покажам. Што као биле многу голем дел од моето детство. Како што може да забележите, овде имаме еден куп списанија. И тоа е само пола од сето што го поседувам. Многу ме сакале моите. Многу пари трошеле на мене. Ја нема да трошам толку пари за списанија на моето дете. Започнеме. Овие две тука се еден куп наш светови. Имаш вак, имаш вак, имаш вак, вак, имаш вак. Сега, фан факт што го памтам, од 5 до 8 јас бев благајник. И за наш свет јас собирав пари. И така многу ми е мило што гледам колку наш светови сум имала. Што забележав преска додека ги редев тука. Подредени ми се по број, по година дури. Педантерија. Имаш број 26, број 27, број 28, 29, 25. Шо бараш ти тука? Една од главните причини зашто јас сакав да купувам олку списанија, мислам дека секое можно списание што излегуваше, освен тие еротските, кои имав. Секое. Сега, една од причините беше пошто имаат многу постери. А јас слушав многу музика, тие што беа популарни во моје време. Гледав многу тинеџерски детски филмови, шпански серии. Да, верували или не, ние гледавме шпански серии. Не постоја тоа штурски. Така научив шпански, бе, ало. Најни денес има Леле Джефри, гравот ми загоре. Не, научив шпански, као легит шпански. Извини, Кике, пред да јавако, зашто си читала книга Балада за гакичките на Бука? Пошто е многу интересно. Балада за гакичките, о мај. Освен што лепев на ѕидови постери, лепев и на шкафови дури. Мала ми беше собава. Се качував на столица, онаму горе лепев. Има траги од лепило, еве тука, еве го ова е цело од лепило, она горе. Тешко на моите. Еден совет од мене. Пазете што посакувате, пошто може ке ви се оствари. Наоку наш светови во основно. Ја денес стигнав да се појавам јас во наш свет. Моја сликичка има тука, јас сум ова. Не сте звесни колку бев радосна кога го видов ова. Да се префрлам на нешто друго освен наш свет. Овие сите што гледате тука по купчиња, сите се значи посебни списанија. Имаш Браво, имаш Кеј, имаш Голем одмор, ваму има и Оправдано присутни, да, тие беа од А1. Па тука имаш Браво Грл, нешто тинеџерка. И имаш уште ТВ новеле. Ова ми беше интересно. Беше на српски, мислам хрватски, нешто така, да. Бивши дечко ми е тука. Драми тука. Јас возбудена. Тоа од март 2009. Ја гледав многу шпански серии. Освен на македонскиве канали, гледав и на некои хрватски канали, гледав на толку, не знам. Така, имаш и многу трачеви, еден куп, еве. Секоја насловна, гледај. Ексклузивно, сензационално. Тука имаш, не, па ексклузивно. Толку, два збора имале, ексклузивно и сензационално. Овој се скарал со оваа, овој педер, овој фатен на дело со друга, оваа отишла со режисерот на глупости. Ја као мала ми беше интересно да го слушам тоа, да го читам тоа односно. Вие ми се, леле, 2009-та, 2008-та, наш светој не ми се сигурно од порано. Чекај, 2006-та. Имам наш свет од 2005-та. Сум била 10 години тогаш. 10 години. Тоа беше пред 13 години. Многу им се радува, бе. Исто што ми текнува дека беше интересно во наш светови. Не знам дали конкретно во овој го има на крај. Да! Ја немав интернет уште, као ја интернет добив на некои 10-11 години, 12. Ама претходно како мала има гледав телевизија само, играв игри, имав компјутер, ама немав интернет. На телевизија гледам спотови, слушам музика, имав цедиња, ама не ги знаев точно текстовите. Мислам, јас си учев англиски, си осакав англискиот уште од тогаш. Ама многу ги сакав песниците, пошто ги имаат текстовите на најпопуларните песни во тоа време. Така ги учев текстови. Така научив англиски. Пошто не можев само да гуглнам Gasolina lyrics. Си чекав тука да излезе. Овие вака Океј, Браво Грл беа многу тинеџерски. Со Океј знам доаѓаа као подарочиња стално, привезоци за на клуч, палки некои, па шминка имаше во некој,
глупости, некои бои такви нас. Овие имаше за светските звезди, за глумци, за пејачи. Да бе, Yellow Press што се дешава во нивниот живот. А исто имаше и постери, значи во сите имаше постери. Затоа ја не можев да одберам кои постери да ги закачам, ги менував као по сезони одеа. А тука имаше, да, во Браво Грл нешто имаше. Шо шминки користат славните или како да си ја направиш фризурата. Кали Дженер од твое време, бе. Не дека бе лош и баш беше добро, ова ти се као DIY видеа и совети постови шо има. Не само напишани во списание. Леона е имала! Леона ми е омилена пејачки, на кој ова е постер што таа ми го прати подпишан, пошто јас и една другарка победивме во наградна игра за незиниот роден ден. И ни прати постери подпишани и маички две. Еве тука е незиниот автограм, вистински е. Пред да ја урамам го опипав. Истата таа другарка што се вика Александра и се замине Америка е кучка. Ме напушти, ме остаи тука сама. Ова е, еве ги маичките. Две маички од мрчот на Леон. Тие што не знаете, фул неми е Леона Луис, побарете. Не знам кој од вас памти шо е ова, ама да се навратам на мојот преска. Немавме ние интернет, не можевме слики бесконечно да симнуваме и да имаме на телефон или музика, песни, звуци, се плаќаа на времето, ало, трошевме кредит. Као имаше кодови, шифри што се праќаа и добиваш слика што може да си ја користиш на позадина, пошто имаш толкицко телефонче и ти треба толку сликич. Полифони, мелодии, имаше игри да си купиш, го пишуваш кодов, плаќаш тамо, не знам по колку пари бе, ова е 90 динара плюс данок, 50 денари биле. Као за една слика, каква слика, вау, Love Summer, лудо. Фанки джика фана на Балкану. Това не беа као MP3-ки, шо е тоа MP3? Полифони, мелодии беа, само музиката беше. И ми остана уште нешто да ви покажам од овие. Овие што беа голем одмор и оправдано присут. Многу беа интересни. Видете, овде имало постер од Надал. И Надал многу го сака. И плачев по него, пиштев кога ќе изгубеш. Ја не знам дали некојаш во животов ќе имам време да ги прелистам сите овие пак, ама сепак сум им благодарна на моите што ги зачувале, пошто вака многу убави спомени ми будат. Така намерно затоа си ја врзав косичката вака, заради тоа што мама мене секогаш ми ја врзуваше вака. И со овие така мичиња, си имав и детски обетчиња и Дживджи. Дживджи ми беше омилен лик од цртаните. Имам и многу други ствари со Дживджи, кои што можам да почнам сега да ви ги покажувам. Ајде да ја отвориме магичната фиока. Шо ви кажа последно? Го обожавав Дживджи! Си го имам во варанче. Случајно кога шеткавме така низ чаршија и си го видов, внатре имам ретардирано Дживджи. Не ми е толку го. Тука ми е маичката што си ја имав! Крвјосани му се очите. Многу си го сакав. Океј, идеме на наредна Дживджи ствар. Шо се ова? О мај гад, овие се честитки што сум ги добивала од деца за нова година. Ова е 2004-та. Ова треба да е од Теја. Поздрав до Теја, сигурно ќе го гледа видео. Ова беше најфраерско нешто да го напишеш на честитка, како улица Елка, број Зелка. Или улица Темница, број не се гледа. Мој беше малку грд Дживджи, ама няма врска, ја сите Дживджи си ги сакав, колку и да беа грди. Внатре имам сликчиња, вие знам во весник исто идеа. Леле, уништено, леле, од што се стари, лепливо дури. Овие бе од млади бунтовници. Шо е ова? Ова е една сладка кукличка што имав и што се навиваше и правеше звуци. Чекај. За Елиза во пута 6 забрзано. Океј, доста ти е. Колко е крипи ако ја загледаш вака. Ова. Ова ми е првата футрола за мобилен, за првиот мобилен што го имав беше Alcatel и беше во боја. Тогаш сите имаат црно-бели, тоест не беа црно-бели, беа портокалово-црни неки. И памтам дека на ова, леле, избледено е, на ова ми си имаше Тоше подпишано кога бе многу мала. Си односев ова на врат и го видовме Тоше на улица и го изгушкав и ми се подпиша као цел подпис тука имаше. Имав автограм од fucking Тоше Проески тука и си го чував. Престанав да ја користам оваа футрола откако ми се подпиша. Кај сега нека ми особере телефонот тука. Малку е тесничко, ама оке.
Овие бе тие што скокаат. Не знам како се вика, тие топчиња што скокаат. Дјаволски топчиња. Знаеш дека ќе направам некоја беља. Сам пак. Дај да фатиме нешто од вам. Да видам шо е ова. Леле, не. Не! Ова ми се дневници. Такозвани diaries. Нумерирани се, број 1 е ова. Внатре има 100. Ова не е за публика. А види какви флафи сум имала, Боже Господе, леле, грзнени. Мене ми е страв да прочитам шо има во овие. Не сакам да знам, не, тука за машките што сум ги сакала, тука да се нема потреба. Одиме нешто мало сладко. Леле, да, во некои од веснициве ми се падна као миниатурни Барби карти. Као карти за играње, се ама миниатурни Барби карти. Но овакви ситни сладки ствари сакав и ме радува. А ова памтам дека ми беше првото дневниче. Ова има клуча, ама ја ова не го отварам. Не сакам да читам, не. Леле, да, сега ми текна. Па со овие списанијата оправдано присутни и голем одмор иде и еден куп цедиња. Ова се пример од Нинџа Желки. По 3 епизоди иде од CD. Dragon Ball! Dragon Ball, бе, 1-2 по епизоди сите, гледај во боја како сум си ги украсувала. Звездички, what? Јас имам настапувано на фестивалот Звездички. Сакате слика? Ова сум јас на фестивалот Звездички. Во 2000-та или 2001-та, не памтам. Одамна беше прашина собра. Имав нешто, леле да. Ова се албуми со сликички. Ова е животинско царство. Ама ова сум го собирала прво. Туф не сум јадела многу блаво. Лелизи мизија! Да! Кои биле главните награди тогаш? Pentium 4 била 3-та награда, ало! 32 вакви мобилни со вакво антенче, еј! Ова беше од Смоки имаше, па вајда во Смоките се паѓаја сликички, бе. Не се вкусни повеќе. Бейблейд! Со вртимушките, ако сте ги гледале. Па тука имаш Симпсонови. 1 и 2 Симпсонови. Гледај, го шејкаш ова. Многу беа јаки. Имаш едно што мирисаше, многу ме интересира дали уште мириса. Еве го. Леле, уште мириса гадно, леле. Газот на Хомер. Па имаш Шрек нешто. Покемон! Еве го Rebel the Way. Ој многу си ја сакам. Дај си чував по едно вакво од опаковките како изгледа. Таби си имаш. Се што имаше, се собирав, да. Обеси се. Еви, тука си чувам кесички. Овие два ги имам собрано цели. Ама не сакав да им ги вратам таму. Сакав да си ги чувам за мене, не сакав пари и награди. И овој Барби беше многу интересен со приказни, со локации. Холандија и ги има кломпиве, има цвеќенце, лаленце тука. Наредно видео ќе бидете лалиња, ветувам. Оваа ми беше омилена Барбика. Имаше многу раскошен фустан, видија и чадорче. И постолје имаше, да, и постолје имаше. И си... Кај падна море. И си стоеше вака. Не е повеќе толку во форма. Не стои, остае. Многу ми беше омилена, пошто вако голем убав фустан имаше. И обетки имаше, да, леле, и се ваде обетки, бе. Ја оставам да си спие. За спајната Барбика. Шо е ова сега? Леле, ако е ова тоа што мислам. Јас како мала, многу сум сакала да кажувам песнички. И моите, посебно баба ми и дедо ми ги запишувале тие работи. Хокус покус. Хокус покус, парди покус, игра пегла садој ми е многу малку, но ќе спие. Логично, нели? Обетки. Обетките ни стојат на уво, ги носат женските и стари и мали, за да бидат модерни. Факт! Девојче. Јас сум девојченце мало и имам кукличка мала, со неја си играм секој ден. Мојата кукличка нема татко, а јас сум и мајка. Еле, тука има уште многу, го има цело ова тефтерче, го има нотесов. Знаете шо? Пишете ми во коментари дали сакате да направам посебно видео кај што ги читам сите овие. Овие ми беа на кревет залепени порано. Дживджи. И Пикач, и Желче, многу ги сакав овие. И има приказка со малото зајаче. И го ишлакав овде, не знам што му направи, го сакате. За пеликанот. И неговиот голем клун.
Барби вамо, Барби тамо. Ајде да јаваме и ајде да купуваме. Овие беа такви со дупки внатре да ме клеле цела приказна. Вау. А овие се стари од 94-та се. I'm not fucking kidding, од 94-та се. И види, Христина идиот, шо има направено со празно пенкало. Говедо. Сакам пак да сум дете. Фала ви многу, карамфили, што го изгледавте ова мое видео. Ако сакате продолжение, пошто ја стварно во собава имам уште ствари што можам да ви ги покажувам, пишете ми доле во коментари, оставете ми лайк, стиснете ми сабскрајба исто така и звончето, пошто секако ќе снимам уште видео. И се гледаме во иднина. Чао! Кике, А? јас ке си идам. Не! Нешто работа, па ти Ама не, среди, дојди па овакво. Иван! Ке се чуја. Кај си бе убав? Прди фокус! Прди фокус! Добро, прди фокус, ајде. Па, сега прди фокусот.